До 15 август, кратки вести во 12 часот. Досегашната инвестиција во автопатот Кичево-Охрид се движи околу 600 милиони евра, а се очекуваат и нови поскапувања, чиј точен износ засега не е дефиниран, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Додаде дека паралелно со тековните работи се подготвуваат и проекти за стабилизирање на земјиштето на критичните точки со слечишта, што е клучно за ефикасно и безбедно финиширање на цела траса. Властите уверуваат дека приоритетните пристапни патишта ќе се градат координирано со локалните самоуправи за новата сообраќајна артерија да биде функционална од првиот ден и за транзит и за жителите покрај трасата. Рокот за целосно завршување на автопатот Кичево-Охрид останува крајот на 2026 година. Од денеска до 15 септември училишниот прибор ќе се продава по намалени цени за 10 и 15%. Од владата велат одлуката е донесена поради тоа што дел од трговците пред почетокот на новата учебна година енормно ги зголемуваат цените на училишниот прибор, со што директно влијаат на зголемување на трошоците на семејниот буџет на илјадници граѓани. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производите да ја објават и старата цена која важела на 1 јуни годинава, која се смета како базична и врз основа на која се утврдува намалувањето. Нашата пливачка легенда Томи Стефановски и оваа година по втор пат пливаше за поголема инклузија во спортот, односно за подигнување на свеста и креирање подобри услови за лицата со атипичен развој. Пред 16 години во 2009 година го преплива каналот Ла-Манш, па по тој повод исплива 16 километри во водите на Охридското езеро од Пештани до Канео со финиш на градското пристаниште. Со секој испливан километар Томи ја носеше пораката за заедништво и сплотеност, инспирација за сите нас да го поддржиме спортот како место каде секој добива можности. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб североисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 31 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.